Македонските власти ги консултирале Европската комисија, Советот на Европа и сите засегнати страни при изработката на акцискиот план за малцинствата, велат од комисијата за Канал 5. Оттаму додаваат дека документот без кој Македонија и да ги донесе уставните измени нема да може да го отвори првиот преговарачки кластер, поминал и низ јавна расправа, а земјите членки имале можност да достават забелешки на нацрт верзијата. Сепак не појаснуваат дали има блокада или противење од некоја земја членка во текот на процесот, туку за ставовите на поединечните држави упатуваат да се побараат информации директно од нив. Токму на таа тема Канал 5 веќе испрати прашање до бугарското МНР за појаснување каде според нив е застојот за документот, но одговор не добивме. Можеме да потврдиме дека властите на Македонија се консултираа со комисијата, Советот на Европа и други релевантни засегнати страни при подготовката на акцискиот план за малцинствата и заедниците. Властите на Македонија спроведоа јавни консултации за документот. Во овој процес на консултации, земјите членки имаа можност да ги достават своите коментари во врска со нацртот. Шефовите на дипломатии на Македонија и Бугарија во меѓувреме утре во Софија ќе учествуваат на состанокот од процесот за соработка во Југоисточна Европа. Сепак од македонското МНР велат дека засега нема план за билатерална средба меѓу нив. Такво нешто пак најави претседателката Гордана Силјановска-Давкова, која посочи дека за сите отворени прашања на релација Скопје-Софија очекува утре да разговара со бугарската колешка Јотова. Прашан за средбата, премиерот Мицкоски посочи дека не му е позната евентуалната содржина, но нагласи дека владата има план и стратегија и работи на нивно исполнување. Јас навистина не знам што би можел да очекувам. Како човек очекувам да имаме добрососедски односи со сите соседи. Како претседател на влада ќе сторам се што е во наша моќ. Прво, да го заштитам интересот на граѓаните, да го заштитам идентитетот и интересот на државата. И второ, нормално, да градам добрососедски односи со сите наши соседи на основа на принципот на двонасочна улица. Затоа што за секоја работа во животот треба најмалку двајца. Најавената средба Силјановска Јотова на маргините на процесот за соработка во Југоисточна Европа во Софија доаѓа по самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват, каде една од главните теми беше нон-пейперот на германскиот канцелар Мерц и францускиот претседател Макрон, во кој побараа постепена интеграција и забрзано проширување на Европската унија.